Според замислите на идеолозите и предводниците на внатрешната организација, националното и социјалното ослободување треба да се постигне со сопствени борбени сили, со внатрешно сенародно вооружено востание и со повикување на другите угнетени народи во Македонија и во Европска Турција да се вклучат во заедничка борба за слобода. Овие начела беа формулирани во уставот на внатрешната организација, изработен од Гоце Делчев и Ѓорче Петров и усвоен на Конгресот во Солун во 1896 година, во кој се истакнува дека тајната македонско-одринска револуционерна организација има за цел да ги сплоти во едно цело сите незадоволни елементи во Македонија и Одринско, без разлика на народноста, за извојување преку револуција на целосна политичка автономија за тие две области. Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешно востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија, тој се лаже и себе си и другите. Годините течеа во ширење на идејата, агитација и подготовка на народот за сеопшто востание и конечно ослободување, а целите на внатрешната македонска револуционерна организација се остварија и во Илинденското востание, пред се во организирањето на власта во ослободените места. Основниот боречки состав во Илинденското востание го сочинуваше македонското селанство, поради што амблемите на селанството, коса и секира, беа поставени во штембилот и печатот на главниот штаб. ВМРО стана власт и наликуваше на минијатурна држава, град-република, која се раѓа во огинот на востанието. Херојството и прогресивноста на организацијата ја изроди првата република на Балканот, Крушевската република, за чија одбрана животите ги положија голем број од востаниците на Илинденското востание. Внатрешната револуционерна организација ќе му даде на секој да разбере дека работи за единството и независноста на Македонија, како слободна држава на Балканскиот полуостров. Таа организација не е агент на никоја од балканските држави, туку агент само на македонската слобода и независност. За силата и моќта на внатрешната македонска револуционерна организација, како и за незините организацијски мрежи, ни говори интервјуто со Даме Груев под наслов "Една подземна република", каде што меѓу другото Груев наведува: Организацијата го представува административниот механизам на една подземна република, што се градеше за заштита од турската тиранија. Регуларните чети се полициските сили на оваа република. Тие ги извршуваат наредбите на цивилните судови. Во секое село има локален суд. Потоа ние имаме подвижни судови, што ја обиколуваат земјата и одлучуваат за расправиите меѓу лицата под различна юрисдикција. Местните комитети ги представуваат цивилните локални влади, а зад нив се наоѓаат силите на четите. Локалните комитети се избираат од селаните. И по Илинденското востание, борбата на внатрешната македонска револуционерна организација го продолжи својот од, не отстапувајќи од идејата за автономна Македонија. Низ вравиците на времето, македонските револуционери ја продолжија вековната борба и политичка активност низ младотурската револуција, Балканските војни и Првата светска војна, борејќи се на различни страни, но за една цел – слободата на својата татковина. И покрај мрачниот и тежок период што следуваше, илјадници храбри мажи, борци на ВМРО, ги положија своите животи на олтарот на слободата на македонскиот народ. Македонското револуционерно движење во меѓувојниот период постојано се повикува на идеите и на програмата на ВМРО. Сите македонски организации, без разлика на кое идејно течение припаѓале, левицата или десницата, во своите акти, во своите документи ги содржале начелата на внатрешната македонска револуционерна организација, а тоа е автономна македонска држава во низините етнички и географски граници или независна македонска држава во етногеографските граници. Во македонското револуционерно движење во овој период постоеле длабоки поделби, но факт е дека некои организации
се повикуваат на континуитетот на внатрешната македонска револуционерна организација и тие во своето име и го содржат името ВМРО. Направен е еден обид во овој период за обединување на сите расцепкани сили во македонското револуционерно движење во рамките на автономистичката ВМРО. Резултат на таквите обиди е подпишувањето на Мајскиот манифест во 1924 година. И не случајно е одбрано автономистичката ВМРО, бидејќи нејзината програма содржала решавање на македонското прашање онака како што предвидувала ВМРО уште во нејзиниот почетен временски период. Затоа не случајно е што сите овие македонски револуционерни организации се повикуваат на континуитетот на ВМРО. Впрочем, многу значаен момент за овој меѓувоен период е и тоа што без разлика на кој начин се обидувале да го решат статусот на Македонија, македонското прашање било отворено токму поради залагањата на сите овие организации. Јас овде би ги споменал организацијата ВМРО Обединета, која што е со левичарска провиниенција, и ВМРО Автономистичка, која што припаѓа во редот на десницата во револуционерното движење. Запомни, македонски народе, дека настанува неповторливиот Великден во твојот живот. Дека втор пат не ке можеш да воскреснеш со народна смрт. И решава ја сега својата судбина сам. Успехот е уште поголем со самиот факт што Илинденското востание како круна на револуционерното движење ја натера Европа и светот да обрнат внимание кон нерешеното македонско прашање и обесправениот македонски народ. Воедно илинденските идеали, патриотизам и непокор беа водилка за македонскиот народ и во борбата против фашистичкиот окупатор во Втората светска војна. Тие идеали преку собранието на Асном го однесоа нашиот народ до конечно создавање на нашата самостојна и суверена Република Македонија. Со самото формирање од 1893 година, за само 10 години, Македонската револуционерна организација успеа да организира и да го крене Илинденското востание, кое што во својата основа ги содржи идеите за македонска држава. Традициите од Илинденското востание и македонските револуционерни, односно основоположниците и идеолозите на Македонската револуционерна организација во целиот период на Македонската револуционерна движење се присутни кај следните генерации. Значи, тие се прелеваат од една револуционерна генерација во друга, носејќи идејата за формирање на самостојна македонска држава и македонска нација. Интересно е да се спомене дека во и британските воени мисии забележуваат дека македонските партизани во себе носеле слика на Гоце Делчев. И дури тоа посебно го потенцираат, поврзувајќи ја борбата на народно-ослободителната борба на македонскиот народ во текот на Втората светска војна со онаа од Македонската револуционерна организација, поврзувајќи го тоа како една нишка која што ги поврзува илинденските револуционери со револуцијата, со бор на народно-ослободителната војна од 1941 до 1944 година. Високо развејте го славното знаме на Гоце и на Крушевската република и тргнете по патот на легендарните илинденски востаници за ослободување на нашата мила татковина. ВМРО не беше само најмокната вооружена револуционерна сила на македонците. ВМРО беше и силата која со децении одржуваше вербата на македонскиот народ дека еден ден ќе ја почувствува слободата и ќе создаде сопствена држава. Во децениската историја, внатрешната организација представува темел на македонската државност, символ на непокореноста на македонскиот народ и визија на македонските борци. Револуција, патриотизам, непокор, правда, еднаквост, соживот и иднина беа идеалите на ВМРО, идеалите на борбата за слобода, идеалите на Аснон. Со овие начела, македонската илинденска генерација го најави вториот македонски Илинден.